Иако работите се далеку подобри за разлика од минатото, за жал во Македонија се уште постојат стигматизацијата и стереотипите спрема лицата со Даунов синдром. Најчесто прстот за овој проблем се вперува во воспитувањето од страна на родителите, кои не ги учеле своите деца, тие нормално да ги прифатат и да се дружат со лицата со посебни потреби. Многу родители не ги воспитуваат доволно децата за да ги прифатат овие деца. Има многу мани му покажуваат родителите дека тие деца ќе направа проблем, па тие ќе удра и тие некои работи мора кај родителите да се искорени таа свест. За среќа има и позитивни примери кои за жал се поретки. Кај мене децата се прифатени и од фамилијата и од околината. Исто така си контактира детево и со другарчина. Според дефектолозите, свеста на заедницата за сите лица со попреченост била на ниско ниво. Проблем имало уште од предшколските и школските установи. За жал, дури дел од наставничкиот кадар во редовното образование не ги прифаќал овие деца со широко отворени раце. Се уште се бориме со дали ги сакаме или ги неичиме тие деца, се уште се прашуваме дали тие деца имаат можности за ваму или имаат можности за таму, дали можност за во посебни, дали можност за во редовно. Во посебните паралелки во основното училиште Климент Охридски во Прилеп, во присуство на ученици од редовната настава, беше промовирана детската едукативна сликовница Иван и Илина за лицата со Даунов синдром, на авторот Мимоза Петреска Георгиева, која е и мајка на девојче со Даунов синдром. На децата со кои што доаѓа во контакт мојата ќерка, па и немаат баш многу информации за тоа какви се овие деца, што им е потребно. Кога не знаеме се плашиме, кога не знаеме се повлекуваме или сме збунети. Тоа многу пати сум го забележала кај дечињата и преку оваа сликумница, преку една нарација која што ќе им биде блиска и разбирлива, се обидувам да им кажам како е тоа да се има другарче со Даунов синдром. За да се урнат бариерите во општеството, оваа сликовница ќе се подели бесплатно во неколку училишта во Прилеп, Штип, Струмица, Тетово и Скопје.